Веќе не е ни смешно е насловот на представата во театар комедија за која деновиве се бара билет повеќе. На што тоа точно ние се смееме како општество и како е дозиран хуморот во државава? Вечерва во Трилинг зборувам со драматургот Сашо Кокаланов. Добро вечер и добре дојдовте во Трилинг. Добро вечер. Ја спомена во најавата црната комедија веќе не е ни смешно која што игра во театар комедија, за која театарската публика вели дека се поделени во однос на емоциите, преовладува смејата и позитивата додека се гледа представата, меѓутоа малку подоцна доминира гневот од како ќе се изгледа целата приказна. Што значи да се подготви проект кој е своевидно исмејување на моменталното секојдневие? Некои од гледачите се почувствувале како во некаков социјален експеримент, каде што публиката се смее и после некое време сваќа дека си се исмева самата на себе. Тоа, ако треба да кажам дали не беше намерата зацртана на стартот од проектот, дека сега ќе правиме социјален експеримент, за да видиме луѓето на што се смеат, веројатно нема да е 100% точно, но дека во текот на процесот добивме едно чувство дека представата може да се претвори во нешто, во еден таков социјален експеримент, каде што не ние како екипата, актерите се на сцена и тие го чувствуваат, се разбира. Фидбекот на публиката и од тој аспект тие беа пресрекни, не знам, до 20-тата до 20-тиот аплауз на отворена се наброевме, потоа престанавме да броиме и тие се разбира срекни, но ако сакаме вака малку по-социјално да го погледнеме прашањето и да видиме дали публиката на крај излегува со свест дека се она на што се смееме денес можеби не е толку смешно. Мојот впечаток е, барем по овие први 3 изведби, е дека барем кај поголем дел од луѓето кои дојдоа да изгледат представата, се постигна тој ефект. Кокаланов, во која дисциплина ова наше општество повеќе ужива, во смеењето или во подсмевањето? На оваа представа е дека се изгуби малку границата меѓу смеење и смевање. Сега малку е лошо, ние како генерација кои сме живеели некои други типови на хумор, не знам, сме растеле со некакви Алан Фордови, Монти Пајтони и така натаму. И ние сега не сакавме да се поставиме како суди на новите генерации на тоа што нимиме смешно. Сакавме да истражиме што денес на денешниот човек му е смешно и зошто се случува тоа што се случува, ама без да имаме тоа чеканчето на судијата. И во таа смисла не би сакал представата да се доживее како таков тип на критика, зашто можеби ние не го разбираме така ова смеење денес, може ќе го разбираме после 1-2 децении. И како е дозиран хуморот денеска? Воопшто не е дозиран, затоа што се изгубија дозерите. Вие кога сте 24 часа имате медиум ваш, тоа е вашиот профил на кој било од социјалните мрежи за да се искажете. Нема, се губат сите мерки, така мерката сте си самиот. Но интересно е што тоа е едно прашање дека јас сега имам медиум и можам да кажам што сакам. Тоа е најубавата, светлата, демократската страна на социјалните мрежи, а втората е зашто го користам тој медиум. И ние забележавме нешто што не го забележуваме ние први, веќе е некаков феномен. Да речеме последниот или еден од последните романи на Бекбеде, Човек што плаче од смеење, се бави баш со ова прашање. Се претвори во еден тип на тиранија, на терор на хуморот, овој денешен свет. И не сакавме да истражиме од кај тој порив. Еве сега јас имам медиум, ама зошто го користам за смеење? Смеење кое се претвара во исмевање, затоа што не постои веќе таа некоја тенка линија што некојаш постоела, веќе не постои.
А зошто денеска во политиката отсуствува цинизмот и иронијата, класика за англосаксонскиот парламентаризам? Па не знам дали сосема отсуствува, или го има премногу. Јас спротивно на тоа мислам дека живееме во една диктатура на хумор. Јас иако некојаш залутам на Собранискиот канал, што морам да признам ретко ми се случува, ама ако баш залутам и решам да останам, гледам тамо некои пратеници што се обидуваат да бидат духовити. Дури на теми каде што не мора нужно да се духовити. Сега цинизам. И она што го велите вие, британски цинизам, и те пак не носи во некој свет на Монти Пајтон. И во некои наши сваќања. Најинтересната дефиниција за циник што сум ја прочитал, знаете која е? Тој вика ѓубре од човек што од некои своји причини го гледа искривено светот таков како што е. Една прилично цинична дефиниција. И сега, ако е тоа циник и ако е тоа цинизам, веројатно не го гледаме, дури ни од искривени причини, не го гледаме светот таков како што е. И затоа имаме чувство дека нема онаков здрав цинизам, туку тоа што го гледаме во политиката е она што и претходно ви го кажав, банализирање на хуморот. Да речеме, не знам, имате две големи партии, па баш пред некое време за некој прилично сериозен криминал за кој што се обвинуваат, па гледате гатанки, хумор и така натаму, а не гледате институции што се бават со тоа. Ова ми е, од тука ми е причината зошто мислам дека имаме тиранија на хуморот, затоа што седенес мора да е смешно, а не знаеме зошто, од каде тоа, дека баш се мора да е смешно. И ги споменавте политичарите во земјава. Како го оценувате риторичкиот шарм? Дали некој од денешните политичари, па и во минатото побарал помош од вас да некоја, да кажеме, поента во говорите на јавните настапи? Не, но предпоставам дека си имаат некакви пиар тимови што го прават тоа. Тоа што јас сега сум хендикепиран да го одговорам вашето прашање, што речиси не ги знам новите политичари, затоа што многу малку следам. Додека бев во новинарството, особено во дневното новинарство, пишував активно колумна, тоаш баш на дневна основа следев и настапите. И јас бев дел од таа тиранија на хуморот. Зошто? Ако си ги препрочитам сега колумните, во 90% од нив сум се обидувал да бидам смешен или духовен. Го споменавте пред малку новинарството, а последниве години го заменивте со драматургијата. Успеа драматургијата да ги задоволи вашите професионални пориви? Па не се случи некаква замена. Туку тоа е се паралелни пориви кои од секојаш сум ги имал. Тоа што се случи е професионално решив да се бавам со едниот порив наместо со другиот. Презаситеност е веројатно и тоа, делумно и тоа, едноставно една новинарска кариера истерав прилично кога сега многу од гледачите ваши, не знам, може нема да ништо да им значи кога ќе кажам дневник, ама на некои други генерации им значи затоа што тоа бил најтиражниот дневен весник со години. И сега некако кога човек на 29 години ќе стане уредник на таков медиум, може да се појави едно чувство дека окей, сега до сега си скачував до некако врфа, од сега натаму се спуштам од тој врф. Ама мислам дека повеќе беше една страст што си ја пригушував.
долги години и на крајот ете ме совлада и си ги поднесов на стари години, што се вели, документите тама и решив да завршам и драматургија, освен новинарство. А неколку години и паралелно. Јас пишував и колумнија, пишував и сценарија за телевизиски серии, така што во еден момент човек сваќа дека сепак мора да се посвети на едното од двете, па дојде и ангажманот на факултетот за драмски уметности и веќе немав ни многу избор, мораше да го одберам тој пат. Да, вие предавате, работите со студенти на факултетот за драмски уметности. Актерите велат дека фалат недостига драматурзи во земјава. Почесто тоа го слушаме од режисерите, не од актерите. Знаете како, фалат драми, фалат сценарија, тоа е нешто што го слушаме. Драматурзи, уште кога го формирал нашиот драг професор, веќе починат Горан Стефановски, кој е формирал катедрата за драматургија, се договориле дека ќе бидат општествено одговорни и дека нема да запишуваат секоја година, за да не се создаде нека хиперинфлација од драматурзи. Но во принцип и да, ние запишуваме еднаш на 4 години нова класа на драматурзи. Но дефицит на драми македонски, свежи, нови, мислам дека не постои. Постои дефицит на волја да им се даде шанса на младите драматурзи и тоа потекнува од еден зихерашки однос кон театарот. Се разбира дека ако земам да го работам Шекспир или да го работам, не знам, Молиер или да да работам некој современ, но веќе етаблиран драматург кој постигнал успех, некаде јас само треба да го преведам. Имам тука за гарантиран успех, не можам многу да погрешам, се разбира дека тоа е полесниот пат. Отколку да се даде шанса на некој нов, млад автор кој има драма, се разбира и со грешки внатре и со фалинки затоа што е прва. Меѓутоа, ако Горан Стефановски не добил шанса да го постави Јане Задрогас, немало да го има ни Диво Месо, ни Црна дупка, ни Тетовирани души и така натаму. Значи, театрите, режисерите, Министерството за култура треба да имаат стратегија како да дојдеме до новиот Горан, до новиот Сашко Насев, до новиот Дејан Дуковски. 2016 година ја објавувате книгата Ние сме лудаци, која што најде на интересни реакции кај јавноста. Дали денешново лудило дава можност и инспирација за нова книга? Да, по Ние сме лудаци, излезе романот Ши. Пред 2 години тој, да речеме, се бави со нешто што сега стана на вистина актуелна тема, односно се бави со вештачката интелигенција, ама во уметноста. Еден писател добива понуда за соработка со компанија што се бави со вештачка интелигенција, за да им помогне да создадат некаков чат-бот кој ќе може да твори. Денес тоа е, можеби најважното прашање во уметноста и допарва ќе станува важно, затоа што вие имате еве сега нови драми од Шекспир. Едноставно, вештачката интелигенција има доволно драми од Шекспир за да го разбере тој стил и вие може да му нарачате на Шекспир оној кој е некаков алгоритам да ви направи драма и тоа ќе го направи доста добро. А допрва ќе се развива. Така што ние сега ако се бавиме со прашањето што правиме со драматургијата, прилично сме назад, затоа што нашите идни студенти и овие денешни што сега завршуваат, ќе имаат одеднаш некаква компетиција меѓу ботовите кои ќе пишуваат исто така драми. Така што еден сосема ќе влезат во еден сосема непознат натпревар. Во однос на
Лудаците, да, тоа е роман кој прави некакви асоциации со времето во кое што е пишуван, и главните ликови се изместени, се некакви лудаци кои во своето време, ама како проаѓа и се оддалечува таа 2016 година, тие стануваат се понормални, затоа што времето станува се полудо и лудаците стануваат се понормални во новото време. Така што тоа што пред 5-6 години ни изгледало лудо, уште повеќе се изместени хоризонтите на лудоста и можеби сега ќе ни изгледа недоволно лудо. Така што се разбира дека секогаш општеството е податливо за да се напишат романи за некои нови лудаци. И тешко е човек кога е писател, па дури и кога не се интересира, еве како ја денес, дневно за тоа што се случува во општеството, не може да ги избегне тие теми. Кокаланов, ви благодарам за вечерашното гостување во Трилинг. Јас ви благодарам за интересот за театар, за драматургија и за можноста да зборувам на тие теми.